Фифи, првото трансродово лице во Македонија. Личност која откако за прв пат се појави во јавноста како дел од музичкото шоу X Factor, привлече огромно медиумско внимание и отвори тема на чија адреса непрекинато пристигнуваа прашања. Пред 5 години, пошироката македонска јавност ја стави на тапет и отвори жестоки расправи меѓу граѓаните. Осуди, тешки зборови, безбројни етикети се само дел од товарот кој го носеше Фифи со себе, но дали го истовари? Денес Фифи живее во Стокхолм, Шведска, работи, заљубена е и е тоа што од секогаш сакаше да биде – жена. По 5 години медиумска абстиненција, ексклузивно интервју. Фифи, добри дојде во ексклузив. Добро ве најдов. Мило ми е што сум овде. По долго убедување да гостуваш во ексклузив, на крајот од денот прифати. Зошто? Па, прво не бев сигурна, бидејќи едноставно не сум ни повеќе сигурна дали, еве сега сум. Не бев сигурна дали сакам повторно да се вратам во македонската јавност, дали повторно сакам да преживеувам ни сето тоа нели што преживеав тука. Едноставно не беше премногу убаво искуство за мене, најискрено кажано, и така затоа се решив да се повлечам едноставно еден период. Сите мои блиски пријатели, оние кои ми беа нели, да не кажам фанови, луѓе кои ме сакаа и поддржуваа, сите ми велеа дека е време да се вратам, дека е време нели да го продолжам она што сум го започнала, но јас едноставно не се чувствував така и јас сум личност која што претежно на животот се води по емоциите и доколку јас не се чувствувам дека сум подготвена за да направам нешто, јас тоа нешто не го правам. Колку е променета Фифи години подоцна? Ја мислам дека јас искрено, сега не знам колку луѓето се менуваат, но јас знам за себе дека јас сум многу смената. Не само физички? Па физичкото не мислам толку, ја физички не се приметувам дека ти благодарам. Ја не се приметувам толку физички дека сум променета, мислам тоа сигурно е така, точно е, но јас бидејќи нели секој ден се гледаш во огледало, секој ден си со себе и тоа не го приметуваш така како што другите луѓе може да го приметат. Можам да кажам сосема друга личност духовно од тоа што бев пред 5 години. Колку време живееш во Шведска? Во Шведска сум веќе 4,5 години. Сега сум нонстоп на релација Шведска-Македонија. Повеќе не сум статично само во Шведска. Ќе се вратам во Шведска најверојатно за околу година дена пак да бидам статично тамо. Во Шведска едноставно сватив и научив како е да си независна личност. Бидејќи јас тука претходно никогаш и не бев толку многу независна. Не можев да просперирам на ниту еден начин, секогаш бев гледана по мојот родов идентитет, не по мојот талент. Кога слета на македонското копно, кои спомени најпрво ти се навратија? Првиот пат или вториот пат? Првиот пат, секако. Првиот пат, кога слетав, па многу работи кои не требаше да ми се вратат, ми се вратија. Знаете, кога ќе изгубиш контакт со својата родна земја, па никогаш дури забораваш за момент каде си живеел и од каде си дошол. Прво нешто што видов беше страшната некултура на аеродромот, на луѓето и безредието и начинот на кој се збореше. Сето тоа, а тоа што нешто прво се сетив беше сите мои искуства тука кои беа непријатни, но после тоа се видов со татко ми кој ме пречека и сето тоа исчезна и се беше совршено убаво и отидовме на еден убав ручек и се беше супер. Заљубена си, рече? Па да, заљубена сум. Заљубена сум веќе колку 4-5 години. Името не се открива? Па не, некои детали сакам јас да си ги чувам нели за себе, бидејќи и сепак и кога кажав нели дека ќе правам интервју, имам дел од приватност кој го чувам за себе. Од сега, ако давам интервју и после ова, се надавам дека ќе дадам, има еден дел кој останува таму каде што треба да остане. Кои се оние особини со кои што еве тебе те освоија? Па, за мене машко да може да ме освои, сум дека треба многу. Не са многу од тој аспект. Јас многу гледам емотивна страна на човек,
карактеристиките какви му се, особините, дали е грижлив, дали некои такви работи, мене надворишниот изглед, например, воопшто, стварно воопшто не ми е битен. Доколку јас почувствувам енергија и доколку интуитивно знам дека тоа нешто е тоа нешто, тогаш Тоа е тоа. Вака стека имаше разноразни обиди да се одржи нели првата геј парада. За жал неславно завршија во оваа 2019 година, најверојатно ќе паметиме по тоа, бидејќи ќе се одржи официјално првата парада на 29 јуни. Меѓу другото и ти земаш свое учество, на наше изненадување ќе пееш. нема да настапувам. Што се случи? Јас нема да настапувам, не знам зашто, тоа се организаторите во прашање, ќе настапува Тамара. Кога веќе спомнавме нели дел од темата музика, дали ти се уште пееш, каде пееш? Ја уште пеам, да. Но моментално не сум активна буквално нигде. Имам земано време за себе. Можеме нешто да очекуваме? Па не сум баш сигурна, не можам да кажам сигурно ќе почнам пак да снимам или сигурно, доколку се не би имала стварно некоја интересна понуда што не верувам дека овде би го имала. Наискрено до сега не сум го доживеала тоа. За жал, навистина за жал, бидејќи овде сум единствена, ваква каква што сум.